Председателката Силјановска-Давкова ги посети повредените во Софија. Македонија во центарот на олимписките подготовки. Светските берзи во пад. Транспортни царини на пингвини. Мозокот на бебињата формира спомени порано од очекуваното. Доналд Горске, човекот кој изел над 35.000 хамбургери. Председателката Гордана Силјановска-Давкова ја посети болницата Пирогов во Софија, каде што се лекуваат македонските граѓани повредени во трагичниот пожар во Кочани. Таа беше информирана дека здравствената состојба на 8 пациенти е стабилна и дека закрепнувањето напредува. Во разговор со министерот за здравство на Бугарија, председателката доби уверување дека пациентите се под постојан надзор на искусни лекари. Силјановска-Давкова се сретна и со најблиските роднини на пациентите, кои изразија благодарност за грижата и професионалноста на болничкиот персонал. Таа им се заблагодари на бугарските медицински тимови за нивната пожртвуваност и хуманост, истакнувајќи дека нивната работа е пример за солидарност и пријателство меѓу двата народа. Скопје и Куманово се во завршна фаза на подготовките за Европскиот младински олимписки фестивал, ЕМОФ, Скопје 2025, кој ќе се одржи од 20 до 26 јули. На 9 и 10 април, во хотелот Holiday Inn во Скопје ќе се одржи семинарот за раководители на мисии, каде представници од 49 делегации ќе се запознаат со градовите домаќини, спортските објекти и организацијата на фестивалот. Овој семинар е клучен момент во подготовките за фестивалот, овозможувајќи им на делегациите да се информираат за сите аспекти на настанот и да ги споделат своите очекувања и потреби. Покрај тоа, на 10 април ќе се одбележи и почетокот на одбројувањето од 100 дена до ЕМОФ Скопје 2025, со што ќе се означи влегувањето во финалната фаза на подготовките. ЕМОФ Скопје 2025 ќе биде најголемиот младински мултиспортски настан во Европа оваа година, привлекувајќи млади спортисти од целиот континент. Организаторите се посветени на обезбедување на најдобри услови за сите учесници и на представување на Македонија како достоен домаќин на ваков престижен настан. Откако американскиот председател Доналд Трамп најави воведување царини од 10% на целиот увоз и дополнителни реципрочни царини за земјите со кои САД имаат најголем трговски дефицит, светските берзи доживеа значителни падови. На Wall Street, индексот СИП 500 изгуби околу 2400 милиарди долари од пазарната вредност на компаниите. Азиските берзи беа првите на удар, со значителни падови во Јапонија, Јужна Кореја и Хонг Конг. Европските берзи исто така доживеа значителни загуби, при што индексите во Лондон, Франкфурт и Париз паднаа за повеќе од 3%. Акциите на технолошките гиганти, како што се Apple, Amazon и Nvidia, доживеа значителни падови. Во исто време, индексот на Страв Викс порасна, пробивајќи се над нивото од 30 поени за прв пат од август, што укажува на зголемена неизвестност на пазарите. Кина и Европската унија најавија контрамерки, додека Јужна Кореја, Мексико и Индија се воздржаа и изразија желба за преговори. Американскиот председател Трамп изјави дека е отворен за преговори, но пазарите остануваат неизвестни во очекување на понатамошниот развој на ситуацијата. Американскиот председател Доналд Трамп воведе царини од 29% за островот Норфолк, австралиска прекуморска територија во Јужен Пацифик, што е 19% повеќе од самата Австралија. Островот Норфолк има околу 2000 жители. Слични царини се воведени и за други изолирани територии, како Божиќен остров и архипелагот на Индискиот океан, кој е ненаселен освен островот Диего Гарсија, каде се наоѓа американско-британската воена база. Австралискиот премиер Ентони Албанес изрази сомневање дека островот Норфолк е трговски конкурент на САД, но истакна дека воведувањето царини на овие територии покажува дека ниту еден дел од светот не е изземен од американските царини. На списокот на погодени територии се најдоа и други изолирани места: Токелау, Јужен Тихи океан, територија на Нов Зеланд со 1500 жители. Свалбард, норвешки архипелаг со 2500 жители. Јан Мајен, вулкански остров без постојано население, освен 18 членови на норвешката истражувачка служба. Вистина е дека повеќето луѓе не можат да се сетат на своите први чекори, роден ден или играчки, што долго време се припишуваше на недоволно развиениот хипокампус. Сепак, новото истражување на Универзитетот Јейл покажува дека бебињата формираат сеќавања многу порано отколку што се мислеше.
Вистина е дека научниците користеле функционална магнетна резонанца за да ја испитаат активноста на хипокампусот кај бебиња од 4 месеци до 2 години. Истражувањето покажа дека бебињата кои покажале повисока активност на хипокампусот при гледање слики подоцна подолго ги задржувале погледите на познатите слики, што значи дека сеќавањата на вистина се создаваат. Вистина е дека хипокампусот има две различни улоги во меморијата: статистичкото учење, кое им помага на бебињата да препознаваат образци, и епизодната меморија, која се однесува на паметење конкретни настани. Првата се развива порано, додека втората бара зреење на задниот дел на хипокампусот. Вистина е дека иако бебињата можат да формираат сеќавања, овие спомени често бледнеат или стануваат недостапни подоцна во животот. Научниците се уште истражуваат дали овие изгубени моменти се всушност зачувани длабоко во потсвеста, но тешко достапни за свесното сеќавање. Вистина е дека новите докази сугерираат дека меморијата кај малите деца е многу покомплексна отколку што се мислеше. Фактот дека бебињата можат да препознаваат познати слики и да ги складираат како спомени покажува дека мозокот функционира на многу повисоко ниво дури и во првите месеци од животот. Вистина е дека ова откритие може да има значајни импликации за разбирањето на раниот развој и образованието. Доколку бебињата имаат способност да складираат информации, можеби раната стимулација и интеракција имаат уште поголема улога во градењето на интелектуалните и когнитивните способности. Вистина е дека иако не можеме да се сетиме на нашите први години, тие можеби оставиле подлабока трага во нашиот мозок отколку што можеме да замислиме. Истражувањата продолжуваат да го откриваат потенцијалот на детската меморија и нејзината улога во обликувањето на идниот интелект и личност. Доналд Горскиот сад станал вистинска сензација поради неговата необична навика. Во текот на неколку децении изел повеќе од 35.000 хамбургери. Овој рекорд го започнал во 1972 година и оттогаш речиси секој ден јаде барем еден Биг Мек, и покрај оваа исхрана, Горски тврди дека не се соочил со сериозни здравствени проблеми. Тој редовно ги следи своите здравствени параметри и вели дека не пие газирани пијалаци, не консумира алкохол и одржува умерена телесна тежина. Според нутриционистите, иако телото може да се прилагоди на одреден начин на исхрана, долгорочната консумација на брза храна може да доведе до недостаток на важни хранливи материи и зголемен ризик од срцеви заболувања. Тие советуваат дека разновидната и балансирана исхрана е клучна за добро здравје. Горски останува доследен на својата навика и вели дека нема намера да ја промени. Можеби јас сум единствениот жив човек кој би можел да јаде Биг Мек секој ден без никакви лоши последици, изјавил тој, нагласувајќи дека секој треба да го најде својот начин на исхрана што му одговара. Председателката Силјановска Давкова ги посети повредените во Софија. Македонија во центарот на олимписките подготовки. Светските берзи во пад. Транспортни царини на пингвини. Мозокот на бебињата формира спомени порано од очекуваното. Доналд Горски, човекот кој изел над 35.000 хамбургери.